Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Дај да им кажеме, докторе, може да опишете како е уствари еден ден на тешко заболен човек? Значи, круцијалните симптоми се повишена телесна температура, отежнато дишење, слабост и малаксаност, губиток на мирис и вкус, болки во зглобови и во мускули. И она што стално го велиме, уште неколку други симптоми кои што наликуваат на некаков грип. Так. Меѓутоа, после извесен период од 5, 7, 8 дена од моментот на контактот, просечно 5,7 дена е инкубационен период. Меѓутоа, обично меѓу 3 и 5 ден се јавуваат овие потешка симптоматологија, значи инфекцијата се спушта надоле. Со други зборови, од АЦ рецептори кои што се во дишните патишта, вирусот се накалемува на нив, својот генетски материјал го внесува внатре и почнува да се размножува. Рачунете да имате страно тело во вашиот организам кој што геометриски се размножува. Се размножува. Доаѓате во состојба на воспаление на бели дробови. Или главната работа е, човекот не може да диши со сопствени сили. Не може да диши и се јавува и вика помагајте, не можам да дишам. Така. Добро. Доаѓаат го земаат. Што во случај на оптоварен капацитет? Здравствениот систем на Италија колабираше само заради тоа. Така? Им се случи во недела дена преку 100.000 случаи, а која држава се дизајнира за 100.000 кревети во кои што ќе ти дојат во исти момент 5.000, 10.000 луѓе што мора да ги хоспитализираш. Така. Кој е тој здравствен систем? Па една Америка пропаѓа на истиот начин, Шпанија, Франција, Италија. Зошто ова го прават? Заради тоа што здравствениот систем ќе им колабира. А што останува за малава Македонија? Па ние сме ограничени со ресурси, тоа веднаш морам да го кажам, значи да не мислиме ние дека сме Холивуд, воопшто не сме Холивуд. 40-50 инфектолози, 3-40 епидемиолози, кревети можеме да најдеме 1000-1500 кревети, дури некаква помош за монтажни болници, меѓутоа луѓе треба унутре. Луѓе, медицински сестри, тие се многу оптеретени. Болничари, А тие, извини, хигиеничари. оптеретени се од март навака? Тие не се застанати? Од прилика? Па јас една реченица што стално ја кажувам, капа до земја и симнувам. На тие луѓе што работат на оделенија за интензивна нега. Односно, на оделенија каде што се лекуваат најтешко болните. Так. И ние сите работиме, вклучително ја и комисијата. Меѓутоа, забранете влез на инфективни оделенија само персоналот што работи. Втор пат кажувам, капа до земја за сите. Почит моја кон сите. Само тие што не знаат каква е таа работа, од страна може да имаат филм во кој што ќе си речат, ова не е ништо. Луѓе на овие одделенија се лицата најтешко болни, грото од нив се со кислородна поддршка. Замислите што е кислородна поддршка. Ви ставаат балон, сте гледали Добро. на филмови во кое што уште човекот додека е во санитетско возило му даваат кислород, за да не се крвта дезоксигенира, односно оксигенацијата да биде нормална за мозокот, срцето и виталните органи да имаат доволна количина оксигенирана крв со кислород. Го нема ли тоа, човекот не може да функционира, белите дробови се она што народот тај да не доаѓам со тешка патологија, белите дробови не може да ја рефундираат и да ја количината на кислород и CO2 кој што треба да излезе, тие се полнат со вода. Замислите плуќа во кое што ти сакаш да дишаш, а плуќата твои се полнат со вода. Односно, една тотална дезорганизација на здравствениот тело, организам да. во моментот кога еден куп системи па може да се направи дури така наречена дисеминирана интраваскуларна коагулација, односно згручување на крвта. Со други зборови, шлок, инфаркт, оштетување на бубрези, оштетување на белите дробови и настанува смрт.